Добар ви ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник. Почнуваме нова 6-та сезона, а наши ваш гостин е министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Добар ви ден, Николовски, ви благодариме што сте денес во ТВМ. Поздрав на сите што не гледате и драго ми е што ме поканите. Фала ви многу и нас ни е чест што сте денес овде во нашето студио. Александар, разговорот очекувано е да го започнеме со нешто најмногу ги интересира охриѓани, а тоа е изградбата на автопатот, која што за жал премина во една децениска изградба и премина на некој начин за подсмев кај граѓаните. Најавувате дека ќе биде готов до 2026-та. Гледаме на терен дека се работи. Остануваме ли на истиот рок? Да, тоа е наше ветување, програмско ветување, дека до крајот на 2026 година целата делница од Охрид до Кичево ќе биде завршена. Иначе во право сте дека стана еден проект кој што практично ги покажа сите слабости на работењето и на функционирањето на бројни институции. Имајќи предвид дека е таа сликата, јас сум целосно свесен дека е таа сликата, уште кога бев избран, јас реков дека нема да дам образложенија, нема да кажувам што се проблемите, како ќе се решават и така натака. Реков што ќе правиме, до крајот на 2026 година ќе го завршиме. Так. И ако сте забележале, ова е проект за кој што најмалку зборувам, од причина што мислам дека преку глави ми на луѓето од образложенија сакаат резултати, а во исто време ова е проект на кој што најмногу трошам време и на кој што најмногу посветувам внимание. Имаме буквално неделни состаноци на кои што доаѓаат сите инволвирани страни и ги решаваме проблемите. Бројни проблеми има целиот проект, но еден по еден ги решаваме. Дадовме две ветувања и стоиме позади двете. Првото е дека до почетокот на следната летна сезона, значи тоа е некаде мај-јуни 2025 година, ќе го пуштиме во функција делот од Врбијани до Охрид со еден мал исклучок кај Ботун, затоа што има таму голема косина слечиште кое што се решава во овој момент. А додека до крајот на 2026 година ќе го завршиме целокупниот проект. Така што тоа е планот, тоа е Останувате действиот. Да, тоа е идејата и како што и самата кажавте, се работи доста интензивно. Динамиката на работа е зголемена, тоа може да го видат сите што патуваат. Кој патува го гледа тоа. Се надевам и времето дека ќе не послужи, дека барем ќе е суво за да може што подолго да се работи оваа година и секако од пролет да одиме интензивно во реализација, така што Охрид Кичево, како што кажав, пред почеток на следна сезона делот од Врбијани до Охрид до крај на 2026 година целокупниот проект. После тоа тој проект се надоврзува на уште две работи кои што ги работиме во моментот. Прво е делницата од Кичево до Бокојчани, која што ќе работи јавното претпријатие за државни патишта. Таму финансирање веќе е обезбедено преку Европската банка за обнова и развој. Веќе имаме процес на предквалификација, во март месец би требало да имаме квалификација и некаде до лето 2025 година да почне да се работи и тој автопат и некаде за 3 години би требало да е завршен. Отприлика иста е динамиката и за Гостивар Бокојчани, кој што го започнавме во неделата, популарната стража, така што очекувам дека некаде за 3,5 до 4 години од сега ќе имаме целосно функционален автопат кој што ќе води од Скопје до Струга и Охрид со една делница до граница со Албанија, што значи дека патувањето помеѓу главниот град и Охрид и Струга ќе се скрати на некаде час и половина и не е само времето битно, туку исто така и тоа ќе е едно безбедно, пријатно патување кое што ќе значи и сигурност и безбедност за сите оние кои што патуваат, што мислам дека целосно ќе промени динамиката на регионот и целосно ќе промени како регионот функционира. Затоа што ќе даде нова димензија и на туризмот, но исто така ќе даде нова димензија и на економијата. Апсолутно, да. Навистина големи проекти и доста значајни за овој регион. Се надевам ќе бидат со добра динамика. Ајде да преминеме малку на авиосообраќајот. Николовски, последно најавивте дека ќе имаме нови авиолинии од идната година.
од Охридскиот аеродром. Ајде прво околу ова да ни кажете кои авиолинии да ги очекуваме за живување на. Тоа е една од првите работи со кои што се зафатив, имено кога бев избран за вице-премиер и министер за транспорт, една од првите работи која што ја забележав е дека авиосообраќајот е во драстично опаѓање и ако некаде во 90-тите години Македонија имаше многу мал број на летови, а веќе некаде таму во првата половина на првата декада на 21 век почнаа да се движат работите, веќе во втората декада станавме лидери во регионот. Веќе забележувам дека во оваа трета декада околните аеродроми почнуваат да ги надминуваат Охридскиот и Скопскиот аеродром. Веќе Приштинскиот аеродром почнува да се надпреварува со Скопскиот аеродром. Тирана одамна го замина Скопскиот аеродром. Помалите аеродроми од типот на аеродромот во Ниш или на аеродромот во Кожени во Грција веќе почнуваат да го заминуваат Охридскиот аеродром. Албанија најавува изградба и на аеродром во Валона, така што конкуренцијата стана прилично силна од една страна, од друга страна претходната стратегија да се субвенционираат патници на заминување и конкретна авиокомпанија не доведе во ситуација да таа авиокомпанија во случајот Визер има објективни своји проблеми кои што на ниеден начин не се поврзани со Македонија или со нашите аеродроми и авиосообраќајот беше опаднат за 30% со голема веројатност да уште повеќе паѓа и затоа го сменивме целокупниот начин на субвенционирање. Наместо патници на доаѓање, се извинувам, на заминување, субвенционираме патници на доаѓање, тоа е првата разлика. Втората разлика, драстично ги зголемивме субвенциите. Ако претходно за Скопскиот аеродром беше 6 евра, сега е 9 евра, а ако претходно за Охридскиот беше 4,5 евра, што немаше никаква логика, тоа е помалиот туристички аеродром и треба повеќе да се стимулира. Сега за Охридскиот аеродром од 4,5 зголемивме на 12 евра. Значи, скоро за 3 пати нагоре. Првиот повик заврши, има и втор повик во ноември. На првиот повик Охридскиот аеродром има две нови дестинации кои што за мене се одлични. Првата е Базел Милхаус Фрајбург Охрид. Тоа е така наречениот евроаеродром, кој што е на тромеѓе помеѓу Швајцарија, Франција и Германија и е огромен потенцијал и за туристи, но и за нашата диаспората кои што доаѓаат тука, како и за бројни луѓе кои што живеат во јужниот дел на Албанија. И вториот најзначаен практично лет е Истанбул Охрид и тоа оди со една од најголемите светски компании Turkish Airlines на главниот нов истанбулски аеродром 4 пати неделно, што мислам дека ќе даде комплетно нова димензија на Охридскиот аеродром, затоа што Истанбулскиот аеродром е аеродром со најмногу конекции, со најмногу конектинг летови, така што практично од Охрид ќе можете да летате каде сакате во светот со оваа конекција, што повторувам, мислам дека ќе даде нова димензија на Охридскиот аеродром. Тие веќе планираат отварање на своја канцеларија. И еве уште две работи да кажам. Првата е дека ќе имаме во ноември нов повик на кој што очекуваме нови летови од Охридскиот аеродром и втората е следната година планираме да почнеме и да завршиме во соработка со концесионерот ТАВ целосна реконструкција на терминалната зграда на Охридскиот аеродром, која што практично не е чепната од како изгледа. Беше најавено, но фати короната, пандемијата и тоа застана. Не се случи, ето и тоа ми беше едно од прашањата. И сакав да ве прашам, а зошто немаме и други нискобуџетни компании? Дали има таков план? Еве во Тирана и околните аеродроми покрај Визер лета и Ryanair летаат и други нискобуџетни. Ние го отворивме повикот за сите. Стратегијата и мислам дека се исплати затоа што дојавме 6 нови дестинации само на еден повик. Е не да субвенционираме авиокомпании, туку дестинации. Така што буквално секоја компанија може да се јави, не само нискобуџетни, тоа што Turkish се пријави, Airlines многу зборува. Повторуваме една од најголемите светски компании, тука и Fly Dubai кои што ќе летаат Дубај и Скопје. Така што очекувам да имаме нови дестинации во следниот повик. А дали одредена компанија заинтересирана или не, зависи пред се од нивната стратегија. Така, од нив. Но за нас е побитно да имаме дестинации. Да. Од Охрид се леташе и за Лондон, еден да речем од оние дестинации кои што не достигаат бидејќи носеа навистина. Точно проблемот со Лондон е што
знаете дека Велика Британија има многу строг систем на визи. За визи, да, апсолутно. И практично немаше или многу мал беше бројот на патници кои што од тука патуваат таму и лето стана неисплатлив. Така што тука е главниот проблем визната политика. Така. Би сакала да подискутираме и за законот за прогласување на Старото градско јадро на Охрид за културно наследство. Вие бевте еден од оние иницијатори на овој закон. Сакам да ве прашам, 13 години подоцна, што мислите? Дали овој закон ги даде оние ефекти кои што ги планиравте и ги очекувавте? Мислам дека имаше голем отпор околу законот. Јас знам како бев тоаш нападен, тоаш како пратеник. Мислам дека се уште има отпор, но мислам дека ефектите ги дава. Самото тоа што оценската мисија на ЮНЕСКО прв пат не наоѓа проблем во Охрид, туку наоѓа проблем во случај во Поградец, во заштитата на Охридскиот регион и Охридското езеро, мислам дека многу зборува. Така што тој закон ги дава своите ефекти, секако закон е жива материја и треба да трпи и промени. Она со што не се слагам, морам да кажам, беше направено од претходната влада, е воспоставување на зони кои што не соодветствуваат со тоа што беше дух на законот. Имено, духот на законот беше многу едноставен, а тоа е да Старото градско јадро биде заштитено, на 500 метри воздушно да се формира првата заштитна зона, каде што не беа дозволени објекти повисоки од приземје плюс 4 ката, на 1000 метри воздушно втората заштитна зона, каде што не беа дозволени објекти повисоки од приземје плюс 5 ката и останатото да се остави да се развива. Со планот за управување ова е целосно изменето и директно е навлезено и во Законот за урбанистичко планирање, во Законот за градење, каде што одредени параметри кои што важат во цела држава, тука се исклучуваат од типот на површина на градба и од типот на висина. И се прави зонирање кое што не знам како е направено. Веројатно некој седнал и одлучил дека треба да е така без јасен критериум. Овде имаше јасен критериум. И морам да кажам дека со тие измени не се слагам, затоа што тие измени влијаат и врз економската благосостојба на бројни жители на градот Охрид, но исто така и врз развојот на градот, а не даваат и можност да градот плански се развива и воедначено се развива. Но тоа е нешто што ќе дискутираме во следниот период. Морам да кажам дека и ова претпоставам најмногу ги интересира луѓето кои што живеат во стариот дел на градот. Бројни предмети стоја во Министерството, затоа што Министерството е надлежно за оној процес на легализација во делот на Старото градско јадро и на заштитените зони. Зборувам за луѓе кои што имаат објекти, кои што се таму, кои што нема ништо спорно. Почнавме да ги решаваме, може да посведочат тие што не гледаат, веќе почнаа да добиваат решенија. Така што таа комисија прв пат заживува после 7 години. Многу предмети има, обемно е, но самите луѓе кои што веќе добиле одговори може да посведочат дека прв пат таа комисија почна да работи. Нема да се чека со години. Не. Така. Овде би сакала да дадеме еден дел на прашања кои што се од граѓаните, а се однесуваат токму на градот Охрид. Ајде да почнеме со Марината. Децениски проект. Проект кој што се ветува со децени. Тоа е нешто што го зборувавме со градоначалникот Пецаков. Во однос на таа работа има интензивна дискусија со мисијата на УНЕСКО, затоа што езерото е заштитено. Ние имавме еден состанок заеднички на кој што покрај мене и градоначалникот беше и министерот за култура со заменик директорот на УНЕСКО, како и раководителот или директорот за светско културно наследство. Во интензивна комуникација сме и кога проектот ќе биде одобрен, можам исто премиерно да кажам дека министерството ќе го финансира, така што тоа ќе е проект кој што ќе го isfinansira буџетот и на тој начин сакаме да подариме нешто убаво за градов. Така, значи све зависи, тука зависиме од УНЕСКО. Кога велам разговараме, значи и дека ќе се договориме. Не е ова изговор дека нема да се случи. Да, затоа што може, значи може да се најде начин да биде компатибилно. Ќе завршиме согласно со заштитата. Сакала овде имаме едно прашање за пловидбата по Охридското езеро, загадувањето. Значи имаме огромен број на пловила, секоја година расте бројот. Дали капетанијата е под ваша надлежност, дали тука се размислува за некакви измени?
Има бројни идеи, Некој но ограничување. знаете како, секогаш треба да направите баланс помеѓу добрите идеи и животот на луѓето. Не смееме да носиме решенија кои што ќе спречат нормално функционирање. Има три категории на пловни објекти по мене. Ги има бродовите, од кои што бројни семејства во градов живеат. Туризам, апсолутно, Секако, и важно тоа е за туризам. туризмот, панорамски прошетки и така натаму, понуда. Втората категорија се полуксузни пловни објекти, глисери и така натака, за кои што можеме да размислуваме да се изрегулира, затоа што тоа е веќе луксус. И третото е она што е секојдневие за бројни охриѓани, тоа се кајчињата или некои помали катамарани, кои што луѓево им се стил на живот, ако сакате и потреба. Така. И ние можеме во канцеларија да носиме брилјантни решенија, ама ако тие решенија го нарушуваат текот на живот како што е со генерации, мислам на крај дека тие се лоши решенија и затоа треба да се прави баланс. Јас сум гледал многу брилјантни идеи за, не знам, електрични пловила, фотоволтаични пловила и така натака. Екомотори, заштити. Ама никој не кажува тоа колку чини и дали било кое семејство во градов тоа може да си го дозволи. Да, тука се Иначе случува. идеите се брилјантни, ама на крај финансиите се прашање. Така. Уште едно прашање имаме од граѓани. Дали имате некој ваш личен проект со кој што ќе сакате да оставите белег во Охрид како министер за транспорт, токму од вашиот роден Охрид? Па, овие три проекти кои што ги зборувавме досега, мислам дека се нешто на кое што сум најмногу фокусиран и нешто што сакам да остане. Ќе почнем од најмалиот, тоа е изградбата на марината. Така. Второ аеродромот, за аеродромот имам и некои други планови, но ќе дозволите сега да не ги откривам, кои што се така малце по-големи од ова што е сега. Така. И трето, за мен најзначајно, најбитно, круцијално проект кој што 50 години назад беше најавуван, проект кој што комплетно ќе даде друга димензија на живењето во целиот регион, тоа е целокупно автопатско решение од Скопје до Охрид и Струга. Така што тоа е нешто што сакам да го оставам позади себе. Така. А иначе имам и други амбиции, ама не се директно со градов поврзани. Добро. Ќе ви оставиме простор на крајот да ги споменеме и оние проекти кои што се однесуваат и на земјава поголеми, бидејќи сте сепак министер на цела наша земја, на цела наша држава. Би сакала, овде имаме едно прашање исто од граѓани. Значи, стигнуваме до албанската граница од Охрид и влегуваме, одиме кон Поградец, од убави решенија, патни, од велосипедска патека има скоро во целиот круг на Охридското езеро, кај нас за жал тоа го нема. Дали се размислува за велосипедски патеки? Можеме со градоначалниците да го разговараме и да најдеме начин да го финансираме. Мислам дека е добра идеја. Подобра пат. Што е со патот до Светинаум? Патот до Светинаум се не огромна реконструкција, тоа целокупна реконструкција од Охрид до Светинаум. Знаете дека во текот на летото има забрана за градежни активности. Тие градежни активности сега се интензивираат и до пред почетокот на следната сезона треба да е готов. Значи, тоа е комплетна реконструкција од Свети Стефан до Светинаум. Јас не се откажувам од една идеја која што имав како пратеник, тоаш за жал таа идеја не се реализираше иако пари обезбедивме заради некои еколошки стандарди кои што се уште не ги разбирам, да бидам искрена. Тоа е да се изгради автопат по Галичица, односно експресен пат од Охрид до Пештани. Тоа беше убав проект. Да, многу блокираа тогаш одредени еколошки Невладините со барање до иницијативи. УНЕСКО, па да, беше застанат. И не гледам како возењето по овој пат, каде што има издувни гасови, моторни масла, остатоци од гуми, прикочени и така натака, кои што директно во езеро, е поеколошки од еден модерен експресен пат, кој што ќе беше и еколошки, овој пат можеше да се користи како велосипедска патека, например. Пешачка, велосипедска, така беше замислено. А во исто време и ќе се развиеше целиот регион, така што јас тој проект не се откажувам, не велам дека утре ќе го почнам, но е нешто што го носам како идеја. Да, и може и да се разговара со УНЕСКО. Тој пат не беше ни предвидено да врви во тие заштитени зони на Не сакам никого да навредам, но некако луѓето прават бизнис и од екологијата и тоа е нешто што ќе се гледа во следниот период. Така.
Така. Би сакала еве да се навратиме на оние проекти кои што се актуелни во земјава во однос на инфраструктура, патишта. Кои се оние патишта на кои што моментално се работи? Имаме бројни идеи и проекти. Едното е Гостивар Букојчани Кичево, кој што го кажав, и Кичево Охрид. Понатака од Требеништа треба да се изгради автопат кој што ќе оди над Струга и ќе оди до албанска граница. Тука имаме две размислувања како да продолжиме, кога ќе имаме конечен проект, ќе го споделам со јавноста. Понатака изградба на автопатско решение од Тетово до Гостивар, што во моментов тоа е експресен пат, и затоа велам реализација на целокупен автопат од Скопје до Струга и Охрид. Тоа е едната делница. Втората делница, ајде ќе одам со нешто што е пак поврзано со градов, алтернативниот пат за Охрид, а тоа е преку Прилеп и Битола. До Нова година ќе го пуштиме експресниот пат градско Дреново. До март месец ќе го пуштиме Дреново Фариш и некаде до октомври-ноември треба да го завршиме од Фариш до Прилеп, што значи дека следната година ќе има експресен пат кој што ќе оди од градско до Прилеп и истиот ќе се поврзува со автопат Прилеп Битола, кој што ќе го почнеме ова сабота, односно утре. Утре е официјалниот почеток на Прилеп Битола. После е идејата да изградиме обиколница на Битола и да продолжиме со експресен пат до граничниот премин, до Меджитлија. Практично да имаме или автопатско решение, или експресен пат од Скопје преку Велес, градско, Прилеп, Битола, граница со Грција. И втората секција, рехабилитација на постојниот пат од Битола до Ресен, изградба на обиколница околу Ресен, што ќе го скрати патувањето помеѓу Битола и Охрид. Од Ресен до Охрид е веќе исклучително тежок терен, невозможен за изградба на било што различно од експресен, од магистрален пат, се извинувам, дури ни експресен пат не е возможен. Тоа е за, условно кажано, овој дел на државата. Исто така работиме на многу интересна делница. Тоа е од Ранковце до Крива Паланка, со втора фаза Куманово-Ранковце, што значи дека таа ќе ја пуштиме до Нова година, Ранковце, Крива Паланка ја пуштаме до Нова година. Тоа значи дека од Скопје до граница со Бугарија ќе се патува за час и 20 минути и тоа ќе е готово до Нова година. Тоа е во делот на патната, во делот на железничката тоа ми беше прашање, некако тој транспорт како да не е оставен на последно место. Имам голема визија и тоа е причина број 1 зашто се нафатив да бидам министер за транспорт, тоа е да изградиме брза пруга која што треба да оди Скопје Солун, Скопје Белград. Пруга која што ќе оперира со 200 км на час и пруга која што целосно ќе ја промени сликата за Македонија, реалноста за Македонија, економијата, ќе се развие на слободна економска зона од двете страни на пруга која што треба не врзе со најголемото пристаниште на југодна Европа, тоа е Пиреака, Атина, и со Солунското пристаниште, како и со 3 помали пристаништа, тоа се Волос, Кавала и Александрополис. Така што тоа е мојот сон, нешто поради кое што јас сум на оваа позиција. Работиме интензивно да најдеме финансирање, се надевам дека ќе најдеме, тоа е иштествено скап проект и дека ќе го реализираме. Идејата е да се патува со 200 км на час патнички сообраќај и 120 км на час карго сообраќај. Повторувам, проект кој што ќе промени Македонија целосно. Така, навистина убави проекти, убави идеи. Николовски, ви благодарам што ни бевте гостин во прашалник. Посакувам сите овие проекти да се остварат и ето ги одговорив на оние клучни проекти кои што се од интереси на... Беше задоволство, поздрав на сите што не гледат и се надевам дека ќе имаме само убави вести во следниот период. Мислам дека на сите ни е доста од лоши вести. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно за 2 недели.